Малку несекојдневни околности ги почнувате подготовките за новата сезона. Во е генерално очекување прво и еден поглед на состојбата со екипата. Најпрво сакам да кажам дека после 4 месеци и некој ден јас сум среќен што дефинитивно ќе ги стартуваме подготовките денес на 18-ти. Она што нели е малку неприродна ситуација и она што последните 5 месеци сите нас не загрижува состојбата со вирусот, меѓутоа ние мора да се вратиме на работата. Нас знаете дека не очекуваат големи предизвици во оваа сезона. Во текот на летото се обидовме и направивме една конкурентна екипа на која што цела оваа сезона ќе биде четвртфиналето во Лига на шампиони, Final Four, СХ Лига и секако домашното првенство. Она што можам да кажам е дека секако дека ќе бидат планот за подготовка е направен, меѓутоа овој ќе биде еден ќе бидат едни нетипични подготовки од аспект на тоа што зависиме многу од, да кажам, дневни ситуации. Ние до сега имаме закажано, нели ќе бидеме за цело време во Скопје, тука во Јане Сандански и во сите објекти што се придружни на Јане Сандански ќе ги обавуваме подготовките. Она што до сега е закажано е турнирот во Струга од 12 до 16 август и еден турнир во Кањиже од 21 до 23 на кој што требаше да учествува екипата на Нексе и на Сегет, меѓутоа гледате дека во Нексе вчера имаше нели позитивен на коронавирусот, екипата на Сегет не добива дозвола од унгарските власти да настапува надвор од нивната држава, нити да игра со екипи што се надвор од државата, така да останува да дневно ги правиме сите измени доколку има потреба. Ние план за подготовки имаме, ќе се тренира нормално по протокол кој што ќе го добиеме од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. За сега имаме дозвола само за теретана и протокол за тренинг на отворено. Се придржуваме до тие протоколи. Јас се надевам дека до понеделник ќе имаме и протокол во затворен простор. Ние во понеделник имаме закажан систематски преглед за целата екипа после овие 4-месечна пауза која што е неприродна за сите играчи. Ќе мора да направиме еден детален систематски преглед за да може да стартуваме со нешто посериозно. Така да тоа е првично. Јас ќе кажам, ние секогаш Вардар е актуелен се уште европски првак, имаме високи амбиции, меѓутоа екипата не е на нивото на претходните години кога знаете кој се тука настапуваше, меѓутоа не е екипа која што треба нити да се потцени, да кажам. Кажав јас дека никого нема нити да прецениме, нити да потцениме, ќе одиме чекор по чекор. Прв надпревар од Лига на шампиони ни е 17 со Мешков Брест. Она што друго знаеме досега од СХ Лигата е дека на 29 август треба да одиграме ремаш надпревар со Нексе. Тоа е нешто што стои како закажано и 4-5 треба да се одигра СХ Final Four во Задар. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа треба да се прати и да видиме како ќе се одвиваат сите активности. Во споредба со февруари и претходните месеци кога бекови беа Тимур Дибиров и Иван Чупич, сега екипата изгледа малку поопремено и достоинствено. Познаваш голем дел од овие нови играчи што дојдоа. Каква е твојата прва оценка, нормално без да одржите се уште ни еден тренинг, за имењата што Вардар ги доби во оваа пресвртница? Добре, јас ќе кажам дека ние во февруари знаете во каква ситуација бевме од финансиска до здравствена, да не се навраќаме назад. Она што ние, јас и раководството и председателот на клубот во моментот го направивме е да имаме еден конкурентен тим, пред се да можеме да имаме конкуренција здрава на секоја позиција. Донесовме извучни имиња, како што знаете Марко Вуин, кој што без разлика што се враќа после една, да речам, тешка здравствена состојба, играч кој што освоил Лига шампиони. Да не ги набројувам сите, мислам дека сите играчи кои што ги доведовме и кои што се доведени ќе ја имаат мојата полна доверба, како и оние кои што нели останаа од ласкиот ростер, така да направивме еден конкурентен тим, во кој што ќе пред се ќе
влада една тимска атмосфера и со здрава работа мислам дека ќе бидеме на добар пат да ги оствариме целите. Со доаѓањето на Михајло Михајловски, ти беше играч на Вардар, со него се познаваш, верувам во добри односи сте. Тогаш се крена некои муабети за враќање на Вујовиќ како тренер. Вие, Михајло кажа дека тоа не е така. Сега од тебе да слушнеме. Дали имаш потполната доверба? Добро, мислам дека ниво на шпекулации, она што се пишуваше по како се вика порталите и сите овие спортски известувања од медиумите, кажа и председателот, значи дека тоа се само шпекулации, јас ја имам полната доверба, јас сум тој што заедно со председателот реков, јас оставав оваа екипа. Мене како тренер и секој еден тренер ќе го држат во екипата, само резултатите се друго е, можеме ние да зборуваме. Јас со Михајловски имам стварно од она време, од 2000 година, кога дојав во Скопје и бев член на Вардар 10 години до денес, фантастични релации, така да не гледам зошто и не би сакал да коментирам за некое доаѓање на Веселин Вујовиќ. Пред се Вуја е мој голем пријател, така да не гледам нити сакам да шпекулирам со нешто. Што е потешко? Големата промена во составот или адаптирањето на овие неприродни услови за работа? Па добро, секако дека големиот број на нови играчи, тука пред се мислам на двата седибека кои што ги доведовме, Лавро Јотич и Гаджа, кои што допрва треба да се адаптираат на се она што ќе значи пред се игра во напад, е тешко да се компонира во овие 2 месеци кои што ни предстојат, меѓутоа тоа е една сладка мака и јас мислам дека ние како тим сите заедно ќе успееме да бидеме на потребното ниво за Лига на шампиони. Многу потешко е се ова што нели не обкружува изминативе 5 месеци, значи да може да планирате нешто долгорочно, се што може да направиме еден неделен план за и тој план пак да кажеме да не чува Господ од вирусот и она што еве во моментот е најактуелно COVID-19. Стефче, како гледате на домашната сцена? Тука си Еврофарм, Пелестер и Металург кои солидно пазареа до сега и Вардар си ја заврши својата работа, оваа делува дека може би да биде една од понеизвестните сезони од последните години. Па добро, јас кажав и пак ќе повторам дека сум среќен што во Македонија во моментот ќе има 3 квалитетни екипи. Квалитетот и на Металург и на Еврофарм е подигнат за ниво повеќе од изминатите години. Не се плашим од никој, мислам дека повторно ќе кажам ние нити ќе се прецениме, нити ќе се подцениме. За нас домашното првенство тек доаѓа во март месец, така да реков среќен сум што Македонија по подолго време ќе има 3 екипи со еднаков квалитет, а јас пак ќе кажам, ние наша цел е да го освоиме домашното првенство и купот на Македонија. Дали стигаат сите играчи, стари и нови? Во моментот сите се во стројот, ме чекаат нели на состанок во прв збор да кажам за новата сезона. Единствен кој што недостасува е Иван Чупич, кој што има некои семејни не се тоа проблеми, некои обврски кои што мора да ги реши во наредните денови. Од вторник и тој ќе биде со екипата, така да ете тоа е во моментот. Дали за Рабец е завршена приказна за Вардар? Па да. Мислам дека за Рабец има актуелен договор со Кил, не сакаше да го раскине и да биде член на Вардар, така да тоа е веќе завршена приказна. Имаше кај еден став дека ќе се лета со чартери заради коронава. Каков е ставот на Вардар по тоа прашање? Па првичното она што стаја, тоа не е прашање за мене, она што нели нашите луѓе од маркетинг, да кажем, и луѓето кои што се задолжени за организација на превари, го знаам дека има некој план за да се лета со чартери, меѓутоа ќе треба нешто да се доплаќа или ќе биде тоа под спонзорски договор. Нека стварно немаме детална информација што и како. Мислам дека најбезболно за сите екипи ќе биде тоа да биде така, меѓутоа пак тоа е прашање за некои повисоки структури во клубот, за председателот, и мислам дека јас немам што повеќе да додадам од она што
и го прочитавте во сообщението дека. Тоа е тоа.